Денешнава слика на живиот свет на земјината површина е резултат на долгата и сложена историја. Меѓутоа, проучувањето на различните етапи од таа историја, низ геолошките периоди и утврдувањето на промените на живиот свет во текот на времето не е лесна работа. За оваа цел, како историски докази, се користат фосилните остатоци од организмите, а посебно така наречените живи фосили, односно живи представници од некогашниот жив свет. Но такви живи фосили се ретки и ги има само во големите длабоки и стари езера, во кои спаѓа и Охридското езеро. Охридското езеро се наоѓа на надморска височина од 695 метри и има облик речиси на правилна елипса. Неговата должина изнесува 30, а широчината 14 км, при тоа со површина од 348,8 квадратни километри. Најголемата длабочина, според Цвиич, изнесува 286 метри, а со најновите мерења од страна на Хидробиолошкиот завод од Охрид е регистрирана длабочина од 296 метри. Геолошките податоци за потеклото и староста на Охридското езеро се сосема сиромашни. Поголем број геолози, меѓу кои и Цвиич и Букарт, смета дека езерото е од тектонско потекло и неговата котлина е настаната пред крајот на терциерната епоха, плиоцен, со спуштање на земјиштето долж два големи раседи од источната и западната страна на езерото. Охридското езеро им припаѓа на групата проточни езера. Неговото прехранување е претежно со изворска вода, површински и подводни извори, што во суштина е една од најзабележителните хидрографски особености на езерото. Најголем број извори се наоѓаат по должината на јужниот брег, околу манастирот Свети Наум, во околината на селата Тушемиште, Староба и градот Подградец. Позначајни извори на источната страна се изворите кај студенчишта, така наречените билјани извори. А на северозападниот крај од котлината, поголемо внимание заслужува изворот кај селото Шум. Температурата на спомнативе извори се движи од 10,1 до 12,2 степени. Предходно спомнатата хидрографска особеност на Охридското езеро ја условува продзивноста на водните маси која се движи од 14 до 21 метар длабочина, измерена со секиева плоча. Во врска со вертикалниот распоред на температурата во Охридското езеро, треба да се спомнат два моменти. Прво, во зимскиот период јануари-март, температурата на целата водна маса се движи околу 6 степени.
период доаѓа до термичка стратификација на водните маси. Именно во овој период температурата на водата од 0 до 50 метри длабочина се движи од 24 до 8 степени, а по 50 метри, па се до најголемите длабочини, таа изнесува околу 6 степени. Големата старост, континуитетот на постоењето, константноста на условите за живот во езерото и географската изолација се основните предуслови кои овозможиле живиот свет од Охридското езеро да носи изразито ендемичен карактер, односно да се издвојува од добро познатиот езерски жив свет од преостанатиот дел на Европа, па и на светот. Меѓу ендемите на ова езеро се сретнуваат од една страна реликти, архаични форми на старата терциерна сладководна флора и фауна, а од друга страна форми што се создаде преку еволуцијата во езерото во текот на неговиот долг живот. Денес охридските архаични форми можат да се наредат во две големи категории. Форми кои имаат поблиски или подалечни сродници во другите делови на светот. И форми кои во денешниот жив свет немаат блиски сродници или пак покажуваат поголемо или помало сродство со фосилниот жив свет. Во прилог на изнесеното од првата група реликти би ги истакнале од растенијата многобројните представници на силикатните алги. Диатомеите, ака и животните рибите, охридската пастърнка, делбицата, моранецот, представниците на водните црви, на изоподните и амфиподните ракчиња, планариите и други. Според досегашните истражувања, бројот на ендемичните видови меѓу рибите изнесува 60, водните црви 70, планариите 80. Во прилог на втората група организми, тоест во оние што во денешниот жив свет немаат поблиски сродници или покажуваат несомнено сродство со фосилниот жив свет, ќе го наведеме охридскиот тркалезен сунѓер. Охридосфогнија ротунда, кој според својата систематска положба стои далеко од другите распространети сунѓери во светот. Исто така во оваа група спаѓаат голем број представници од охридските полжави. Во врска со планктонот, тоест живата населба на езерската шир, треба да се истакне дека и тука се сретнуваат одредени животински и растителни видови кои ги нема во другите европски езера.
Макрофитската вегетација на Охридското езеро не е особено бујно развиена. Таа е подобро развиена на оние места од брегот, што помалку се изложени на ветровите и на ударното дејство на брановите. Но и овде е јасен зоналниот распоред на макрофитската вегетација. Најблизу до брегот е појасот на трската, чии густи асоциации растат на длабочина од 1,5 до 4 метри. Асоциациите на трската представуваат многу сакано престојувалиште на многобројните водни птици, големиот чудест нуркач, мал нуркач, вртимушки, галеби, белоога пајка, лебеди, дива пајка, сивата и црвенестата чапја, пајка лопатарка, корморани и други. По појасот на трската доаѓа појасот на локумицата, чии ливади се протегаат од 4 до 7 метри длабочина. Последниот, најдлабокиот појас на макрофитската вегетација го сочинува зелената, крупна и силно разгранетата алга шара, која рибарите ја викаат реса. Ресата го образува најсилно развиениот вегетацијски појас во литоралот на езерото. Меѓутоа, покрај веќе спомнатите макрофитски растенија, треба да се истакнат исто така и зелените престилки од кончестата алга, кларофора, која се јавува по плиткото езерско дно и е погодно место каде што се мрестат поголем број риби, плашица, кронец, моранец, мренец и други. Охридското езеро, покрај големото научно значење, за кое претходно на одреден начин зборувавме, има и стопанско значење. Во врска со ова да истакнеме дека тоа одсекогаш представувало едно од крупните риболовни објекти на нашите краишта. Охридските риби припаѓаат кон 3 групи. Бели риби, ципринидае, гренец, грунче, клем, пиор, писа, скобуст, мренец, мрена, плашица, шлунец, крап. Пастернки, салмонидае, салмолетница типикус, типична пастернка пештанска. Салмолетница балканикус, струшка раса. Салмолетница аестивалис, летна раса, и Салмотимус охриданус, белбица. Јагула ангуридае,
Главната маса во годишниот лов во Охридското езеро ја чинат 6 вида риби. Пастрмгите со 46%, плашицата 27,21%, крапот 9%, кленот 7%, грунец 3% и јагулата 5,31%. При ловот се употребуваат поголем број видови риболовни орудија, например млечни мрежи, влакови, стоечки мрежи, мрежа, мрејца, плашичарник. Крапарник, јадици, и фиксни риболовни инсталации, далјани за лов на јагула. Кога зборуваме за риболовот, треба да истакнеме дека истиот е регулиран со позитивни законски прописи, кои го одредуваат времето за лов, во услови на интензивен лов, посебно на пастрмката, со цел да се зачува нејзината популациона густина, од страна на Хидробиолошкиот завод се врши така наречениот вештачки мрез на охридска пастрмка. Немаш кој ќе ватка? Ево, гледам. Требате ми влако. Нека седи влако. Поле, пусти го долу. Од самото основање на заводот во 1934 година, па се до денешни дни, секоја година во почетокот на втората половина од јануари, односно со настапувањето на главната сезона на природното размножување на зимската форма од охридската пастрмка, во суштина започнува и процесот на вештачкиот мрест. Тоа значи дека екипа од Хидробиолошкиот завод во спомнатиот период од рибарските пунктови кај село Трпејца, селото Пештани и Охрид ја собира икрата од уловените половозрели женски индивидуи и истата, по така наречениот сув метод, ја оплодува со сперма млеч од уловените половозрели машки единки.
Во принцип, во емалирани или пластични садови, количината на икра, истисната од околу 20 женски единки, се оплодува со сперма истисната од 4 до 5 машки индивидуи, внимавајќи при тоа што помала количина вода да доспее во садот со икра. Следните чекори во овој процес се мешање на икрата и спермата, додавање известно мало количество вода со цел да настане оплодување, по известно време миење на икрата за отстранување на одличната сперма и евентуалните други нечистоти и на крај нејзино транспортирање во мрестилиштето на заводот. Значи, чисто оплодена икра. Сега ова заизи жалење е готово. Пули се горе, трнија капа. Трнија. Така, пак горе на телевизијата. Во заводот, пристигнатата икра се поставува во Вилјамсонови инкубатори, каде што останува се до појавата на очи, односно 20 до 23 дена сметано од денот на оплодувањето. Во овој период, кога во суштина се создадени услови за погрубо манипулирање со икрата, доаѓа до нејзино префрлање во малите калифорнијски инкубатори. Цирка 12.000 зрна икра во секој инкубатор, во кој останува околу 20 дена, односно се до излегувањето на младиците. Излежаните младици веднаш или по неколку денови, во зависност од потребата за слободни инкубатори за лежење на другите партии, се пренесуваат во бетонски корита, каде што остануваат се до моментот на нивното пуштање во езерото. Пуштањето на младиците во најголем дел се врши во литоралниот регион на езерото, во зоната на Харата, и тоа 65-тиот ден сметано од денот на оплодувањето. При извршувањето на овој процес, треба да истакнеме дека се води сметка за биологијата на поедините врсти од охридската пастанка, односно, младиците се пуштаат на оние места од езерото, од каде што е собрана икрата, од која се излежани тие. Младиците од струшката раса се опуштаат во северозападниот дел од езерото, во реонот на незиното природно размножување, а младиците од типичната врста на источната страна, почнувајќи од Охридскиот залив, па се до Свети Наум, јужно од селото Трпејца. На овој начин, од оснимањето на заводот до денес, езерото е порибено со над 350 милиони примероци рибен подмладок на Охридската пастанка.
Тоа беше приказот за живиот свет на Охридското езеро, еден од нашите најголеми природни споменици, сведок на едно бурно минато, а во исто време природен и географски феномен од огромно значење не само кај нас, туку и пошироко во светот, како редок извор на растителни и животински видови, што ги има единствено овој бисер на земјината топка.